Добар ден. Тоа е прв јавен состанок во 2023 година. На овој прв работила така? Да, на овој прв јавен состанок покрај за реализираните активности на агенцијата за првиот квартал на годината ќе бидат презентирани и наодите од анализата на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и на мажите во забавните програми на радиодифузерите во 2022 година. На крајот од состанокот ќе биде отворена и панел дискусија на која што ќе можете да поставувате прашања поврзани со денешните презентации, како и други прашања од ваш интерес. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски административни надзори врз радиодифузерите во согласно со годишните планови за програмски административни надзори во 2023 година. Редовните програмски административни надзори за повеќе законски обврски, кои што се заштита на малолетната публика, правила при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизија, дневно емитување најмалку 40% извон зададена програма, објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни до корисниците и објава на идентификација на радиодифузер, се извршени врз телевизиските програми на јавниот сервис МРТ 1, 2, 3, 4 и 5. При надзорите беше констатирано дека спротивно на член 55 став 5 од Законот за аудиовизуални медиумски услуги во делот од програмите на МРТ 2 беа пласирани производи без да биде јасно означено дека програмата содржи пласирање на производи, поради што на МРТ 2 беше изречена јавна опомена. За обврската на употреба на јазикот во програмата, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радио и дневно емитување на законско одредениот процент извон создадена музика, редовен програмски надзор беше извршен врз радиопрограмите на јавниот сервис Македонско радио 1, 2 и 3. При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од закона. За законските обврски кои што се однесуваат на објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и објава на идентификација на радиодифузер, за почитување на правилата при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, заштита на малолетна публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, редовен програмски и административен надзор е извршен врз ТВ 24 Вести, Наша ТВ, телевизија Клан, ТВ Шења, ТВ Компани 27М и ТВ Сонце. При надзорот се констатирани прекршувања кај Наша ТВ за правилата за заштита на малолетната публика и телевизија Компани 27 за необјавување податоци за импресум и кај ТВ Клан за непочитување на забраната за пласирање на производи во одредени видови на програма. Откако помина рокот за законско согласување, агенцијата изврши повеќе контролни програмски административни надзори за различни законски одредби врз телевизија Дибра, телевизија Плюс, телевизија Протол, телевизија Шутел, телевизија Ирис, телевизија Канал Феста, телевизија Калтрина, телевизија Спектра, МРТ 2, Универзитетското радио, Студент ФМ, Универзитетското радио УГД и Радио Марија Благовест. При надзорот е констатирано дека ТВ Дибра и понатаму не емитува најмалку 30% програма, изворно создадена како македонски аудиовизуални дела, ниту пак најмалку половина од законскиот минимум во периодот меѓу 7 и 19 часот, додека телевизија Канал Феста не ги обезбеди информациите кои треба да се направат достапни до корисниците. За прекршувањата на двата радиодифузери повторно им се изречени мерки јавна опомена. Извршен е еден вонреден административен надзор на телевизија Шутел, каде беше констатирано дека радиодифузерот не ги исполнува минималните кадровски услови, поради што беше покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиски емитување. Постапката беше запрена со оглед на тоа што телевизија Шутел достави документација до агенцијата, врз основа на која беше констатирано дека ги исполнува кадровските услови потребни за вршење на дејноста.
Со оглед на тоа што Трговското радиодифузно друштво ТВ Бојан од Куманово доби дозвола за емитување за програма кон крајот на 2022 година, во јануари на оваа телевизија беше извршен стручен надзор, во рамки на кој покрај утврдувањето на исполнувањето на техничките и просторни услови беше извршен увид во документацијата за бројот и структурата на вработените кај овој радиодифузер, со цел се констатира дали ги исполнува минималните кадровски услови кои барателот на дозволата ги навел во барањето за доделување на дозвола. Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува условите од правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување. Во однос на издавачите на печатени медиуми, спроведен е редовен административен надзор за 21 издавач на печатени медиуми, а се опатени 22 печатени медиуми, за да се утврди дали ги исполниле обврската за објавување импресум. Надзорот покажа дека обврската е во целост исполнета ке сите медиуми. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 33 надзори, од кои 30 редовни, 2 контролни и 1 вонреден. 15 редовни надзори се извршени, се констатира дали операторите ги имаат регистрирано во агенцијата сите програмски сервиси што ги реемитуваат и дали ги исполнуваат обврските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. При надзорите кај еден оператор беше констатирано реемитување на нерегистрирани програмски сервиси, поради што му беше изречена мерка јавна опомена. Останатите 15 редовни надзори беа спроведени за да се утврди дали се почитува обврската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. При овие надзори не беа констатирани прекршувања. Со контролни надзори врз два оператори за обврската за реемитување регистрирани програмски сервиси беше констатирано дека операторите постапиле во целост упатените решенија. Извршен е еден вонреден надзор да се констатира дали операторот ги почитувал правилата за титулување на програмите кои што ги реемитува. Советот на агенцијата заради констатирање непочитување на одредбите на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми донесе 11 решенија за радиодифузери за преземање мерка јавна опомена, од кои 4 за неисполнување на обврските за дневно емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела, 3 поради необезбедување на информации кои што треба да се направат достапни до корисниците, една мерка јавна опомена поради непочитување на правилата за заштита на малолетната публика и една мерка поради неисполнување на обврската за објава на импресум, една мерка за прекомерно истакнување на пласираните производи во програмата и една мерка поради необјавување на знак за идентификација. На радиодифузерите на кои им беше изречена мерка јавна опомена им беше наложено да го согласат своето работење со законските прописи. Во изминатиот 3-месечен период донесени се 2 одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радиоемитување, од кој едната на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа намена за студентската популација на македонски јазик на регионално ниво на подрачјето на град Скопје и втората за програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа намена за студентска популација на локално ниво на подрачјето на општина Тетово на албански и на македонски јазик. Крајниот рок за достава на пријавите за двата конкурси е 15 мај оваа година. Донесена е една одлука за одбивање на писменото барање од заинтересираната страна ТРД 24 Вести за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно информативен општ формат или општ формат со сите 3 медиумски функции на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, од причина што со студијата за утврдување на оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс се утврди дека не постои оправданост за објавување на јавен конкурс. Донесена е една одлука со која се додели дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик кој ќе се емитува преку јавна електронска комуникацијска мрежа, што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на подрачјето на Скопје, на Друштвото за производство, туризам, промет и услуги преобразба Дуел Скопје. Поради неисполнување на законската обврска, односно поради тоа што радиодифузерите не го платиле годишниот надомест за дозволата за радио или телевизиско емитување,
беа покренати 15 постапки за одземање на дозвола. Овие постапки беа запрени со оглед дека радиодифузерите во законски предвидениот рок во целост го платија годишниот надомест за дозволата за радио и телевизиско емитување. Запрени беа и покренатите постапки за одземање на дозволата на телевизија Ирис и телевизија Шутел поради неисполнување на обврските од правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување. Запирањето на постапката следеше откако со контролен административен надзор беше констатирано дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во правилникот. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности. На 13 февруари представничка на агенцијата онлайн учествуваше на првиот состанок на подгрупата 1 на ЕРГА за конзистентна примена и спроведување на европската рамка за аудиовизуални медиумски услуги се одржа во хибриден формат во Брисел. На 14 февруари представничка на агенцијата онлайн учествуваше на првиот состанок на подгрупата 2 на ЕРГА за комплетирање на регулаторната рамка на медиуми за медиуми на ЕУ, што исто така се одржа во хибриден формат во Брисел. На 20 февруари представничка на агенцијата онлайн учествуваше на првиот состанок на подгрупата 3 на ЕРГА за справување со дезинформациите и за зајакнување на демократијата во дигиталната средина, што се одржа во хибриден формат во Брисел. На 15 март представници на агенцијата онлайн учествува на првиот состанок на акцијската група 1 на ЕРГА за внатрешните процедури. На 17 март представници на агенцијата онлайн учествува на првиот состанок на акцијската група 2 на ЕРГА за медиумска писменост. На 2 март представничка на агенцијата онлайн учествуваше на 10-тиот состанок на ЕМИЛ, групата на ЕПРА за медиумска писменост, посветена изработката на стратешки документи за медиумска писменост. Агенцијата со своји представници учествуваше и на низа други активности. На 12 јануари представници на агенцијата учествуваа на онлайн работен состанок во Министерството за информатичко општество и администрација, делегацијата на ЕУ и експертите од проектот ЕУ за слободата на изразување, усогласување на националното законодавство за медиуми со ЕУ законодавството и медиумските стандарди. На 17 јануари представници на агенцијата одржа онлайн состанок со представници на регулаторните тела од Србија, Бугарија, Португалија и Грција во однос на центарот, во организација на Центарот за европско уставно право, фондација Емистоклес и Димитрис Цацос од Грција, на кој беа разгледани можностите за заедничко учество на проекти финансирани од Европската комисија. Делегација од Комитетот за политички систем, правосудство и управа на Црна Гора на 17 февруари беше во работна посета на агенцијата. Целта на посетата беше споделување искуства и размислување во повеќе сегменти од медиумската сфера, меѓу кои усогласување со ревидираната директива за аудиовизуални медиумски услуги, мерките за времено ограничување на пренос и прием на аудиовизуални медиумски услуги од други држави, правилата кои се однесуваат на собственичката структура на медиумите. На 10 март во просториите на агенцијата се одржа работен состанок со представници на Советот на Европа, посветен на активностите од третата фаза на проектот Јуфлекс, кој сега е применуван во Профлекс. Агенцијата изминатиот квартал учествуваше на 3 билатерални скрининзи со Европската комисија за различни поглави. Представници на агенцијата на 25 и 6 јануари во Брисел во рамките на кластерот 2 учествуваа на билатералниот скрининг за поглавје 7 право на интелектуална собственост. На 13 и 14 март во Брисел представници на агенцијата беа дел од државната делегација која учествуваше на билатералниот скрининг со Европската комисија за поглавје 8 политика на конкуренција. На 21 и 22 март во Брисел представнички на агенцијата учествуваа на билатералниот скрининг со Европската комисија за поглавје 10 информатичко општество и медиуми. На 13 февруари агенцијата до Министерството за правда достави придонес со својот делокруг на работа за 17-тиот подкомитет за правда и внатрешни работи, на кој присуствувавме на 15 и 16 март во Брисел. На 22 март во просториите на агенцијата се одржа целодневен состанок со експерти на оценската мисија на Европската комисија за работа на независните тела и регулаторите. Експертите се интересираат за финансирањето и отчетноста на агенцијата, како и за специфичните услови по кои што постапувал регулаторот.
На 24 март до Министерството за правда и до Министерството за информатичко општество и администрација во рамките на изработката на придонесот кон извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата доставени се одговори на прашалници од делокругот на незината работа поврзани со поглавје 23 фундаментални права и слободи на изразување и поглавје 10 информатичко општество и медиуми. За потребите на агенцијата во изминатите 3 месеци беа изработени 2 извештаи со податоците за гледаноста и слушаноста на радиодифузерите, и тоа еден за четвртиот квартал од 2022 година и еден годишен извештај за целата 2022 година. Беше изработена и анализа на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во забавните програми на радиодифузерите во 2022 година, која денес ќе биде презентирана. Агенцијата ги започна активностите за изработка на стратегија за развој на аудиовизуелната дејност за периодот 2024-2028 година, за да ги утврди целите и насоките на своето действување во следните 5 години. Во март беше одржан состан на кој се состојува представници на релевантните субјекти во областа, кои што ги изразија своите ставови и мислења во врска со целите што ќе се утврдат во стратегијата. Донесени се 2 одлуки со кои се дозволи промена собственичка структура на Радио Јон и на Радио Про ФМ од Гостивар. Издадени се вкупно 86 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. Примателите на права е доставено едно известување врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Со тоа завршува делот за активностите кои што ги има агенцијата во изминатите 3 години, а сега ќе дадам збор за презентација на анализата. Повелете. Добар ден и благодарам на присуството. Ова е 10-та година чинам поред како агенцијата спроведува истражување за родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите. Скоро секоја година примерокот варира. Оваа година примерокот беше сочинет од програми од забавен карактер и беше наистина голем предизвик да се анализира. Во поглед на тоа кои медиуми беа анализирани, се добивме примерок кој што беше составен од 9 телевизиски канали што се емитуваат на државно ниво. Тоа беше МРТ-1, МРТ-2 на албански јазик, Телма, ТВ24, Сител, Алфа, Канал 5, ТВ21М и Алса-ТЕМ. Како што кажав, примерокот за анализа беа забавни содржини кои што беа емитувани во 4 последователни седмици на крајот од месеците мај и јуни 2022 година. За изработка на методологијата, Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје подготви прашалник што обединуваше квантитативен и квалитативен пристап, односно користеше индикатори од квантитативен и од квалитативен тип. Во квантитативниот пристап се обезбедуваа податоци што беа, например, за бројот на мажи и жени уреднички, односно уредници, или автори и авторки на емисиите, како и бројот на водители и водителки, и новинари и новинарки. Потоа се сметаше и бројот на вклучени гости и време траење на говорот на гостите и на гостинките во прилозите.
во квантитативниот дел беа опфатени и бројот на прикажани лица во прилозите според род. Додека квалитативниот пристап се однесуваше на темите и на начинот на кој тие беа обработувани. Потоа односот на водителите и водителките кон родот и родовите прашања, како и односот на соговорниците и соговорничките. Се анализира информации во поглед на користениот дискурс, например, каков јазик се користи, дали е тоа јазик што е афирмативен кон родовите прашања, кон родовата еднаквост, или јазик со предрасуди, дискриминирачки, сексистички, стереотипен, родово слеп, родово неутрален, родово сензитивен, објективизирачки, подценувачки јазик. Представувањето на родовите улоги во прилозите во кои се анализираше и представувањето на родовите улоги во прилозите, во кои општествени улоги беа прикажувани мажите и жените, односно кој од нив во каков тип на улоги беа представувани. Се анализираше и се начинот на кој што се придава важност на физичкиот изглед, односно дали е тоа објективизирачки или е нешто што е во склоп на емисијата и е од карактер кој што не е објективизирачки. Потоа, еден дел од анализата се однесуваше на тоа на кој начин беа вклучени и дали воопшто беа видливи маргинализираните групи во прилозите што беа анализирани. Како што кажав, за анализата беше конструиран прашалник, кој што опфаќаше области што се определени во Националната стратегија за родова еднаквост 2013-2020 година. Тоа беа темите за човекови права, процеси на одлучување, здравје, социјална заштита, образование, економско јакнење, жената и насилството, жената и медиумите, жени, мир и безбедност, како и останати теми работени од родов аспект или кои се со значење за родовите. Примерокот што се користеше оваа година за анализата беше извлечен од програмите со забавна функција емитувани во периодот од 15 мај до 16 јуни, односно еден месец во 2022 година. Анализирани беа 37 видови на забавни емисии. Од овие 37 видови на забавни емисии, вкупниот број на сите изданија изнесуваше 191, значи станува збор за 191 емисија. Овие 191 емисија, бидејќи се многу хомогени, односно беа различни по структура, време траење, беа поделени на прилози кои што беа дополнително анализирани, односно бројот на примерокот во поглед на прилози изнесуваше 412 прилози или околу 213 часа програм. Теоретската рамка на оваа анализа се темели на теоријата на репрезентациите на Стюарт Хол и овој пристап овозможува разбирање на начините преку кои конструкциите на родот и идентитетите циркулираат по медиумите. Сега би пристапила кон представување на општите наоди што ги добивме од анализата на податоците од сите програмски серии. Прво ќе започнам со дел од квантитативните, односно, всушност, табелите ќе ги покажат квантитативните податоци добиени од анализата, а потоцна во заклучоците ќе имаме и дел од квалитативните индикатори. Од скупниот број на тематски целини, што беа анализирани, односно 412, 60 од овие прилози беа прилози со родови теми или пристап, и тоа беше збирно за сите изданија, на сите телевизии. Меѓутоа, тоа не значи дека сите овие 60 прилози што беа анализирани користат родово свесен или родово сензитивен пристап. Меѓутоа, користеа пристап кој што обезбедуваше подлабока анализа на родовите прашања. Инаку секој од овие 412 прилози подлежеше на родова анализа. Од овие 60 прилози, само 9 од
користеа дискурс со афирмативен пристап кон родовата еднаквост и родовите прашања или стануваше збор за покажана родова сензитивност. Додека останатите 51 прилог од овие забавни емисии, односно прилози, користеа некоректен пристап кон родовата еднаквост или тие беа родово несензитивни. Кога станува збор за забавните емисии, бројот на уреднички беше нешто поголем од бројот на уредници или автори и авторки на емисиите. Имено во анализираниот примерок, кој беше сочинат од 37 видови на забавни емисии, 54% беа уреднички, а на 46% беа уредници. Во поглед на тоа дали емисиите беа водени од мажи или жени, сликата е малку повеќе во корист на жените, односно 66% од забавните емисии кои што беа анализирани се водени од жени, наспроти 34% мажи. Кога станува збор за бројот на гости, ситуацијата е доста изедначена, односно бројот на гости и бројот на гостинки беше речиси приближно ист. Со тоа што има мала предност во поглед на бројот на гости, 51%, односно мажи гости во овие забавни емисии. Покрај тоа што го меревме колку мажи и колку жени се гости во овие емисии, исто така го пресметувавме и времетраењето на говорот на мажите и жените во емисиите. Гости и гостинки во емисиите. Може да се забележи дека за 1000 минути мажите зборуваа повеќе од жените гостинки, односно 58% од времетраењето беше искористено за мажите гости, наспроти жените кои што беа со 42%. Покрај ова се го броевме и бројот на визуелно прикажани мажи и жени во забавните емисии. Тука ситуацијата исто така изедначена со тоа што бројот на жените за одреден степен, односно 51%, беа нешто повеќе застапени. Ова ни даде една интересна слика со тоа што гледате дека бројот на минутажа на говорење на гости, односно на мажи, е многу поголем, е доста поголем до душа, а бројот на визуално прикажување покажува дека жените сепак предничат. И сега може да констатираме дека мејнстрим медиумите во принцип придонесуваат кон стереотипот дека надворешниот изглед е важна компонента за жените, утврдувајќи на некој начин нормата за вреднување на жената според незиниот надворешен изглед. При тоа се поставуваат и невозможни стандарди за изглед. Оваа табела, поделена на два дела, всушност ги покажува темите кои беа фатени во забавните емисии при обработката. Како што може да забележите, најмногу во програмите од забавен карактер се емисии од културата, односно музика, филм, фотографија или разни видови на уметности. Тие беа застапени со скоро 25%. Тука некаде со 20% беа прикажани емисии чија тема беше забава. Останатите можете да ги видите. Оваа табела ни покажува на кој начин и од која перспектива беа обработувани темите на забавните емисии. И може да се забележи дека доминираат дискусијата, дебатата и интервјуто со 52,5%. На второ место е забавата или разумовата.
Првата табела покажува на каков бил односот помеѓу соговорниците, односно соговорничките во прилозите. Извинувам. 63,1% се користи професионален однос помеѓу соговорниците, односно соговорничките. Меѓутоа, тоа што е интересно е дека 18,9, односно скоро 19% од емисиите од забавен карактер користат пријателски, односно близок однос. Ова е една од позначајните, да речем, наоди до кои што дојдовме, тоа е дека овој однос кој што може од една страна да биде позитивен во поглед на родовите прашања, доколку станува збор за почитување помеѓу соговорниците. Меѓутоа, од друга страна, овој однос знаеше да биде тип на однос каде што најчесто произлегуваат да, ова се сите теми што беа разгледувани. Да. Може да забележите дека бројот е скупно 567, затоа што во одредени прилози можеше да се најдат теми кои што да има повеќе теми всушност да анализа. Значи, повторно да се вратам кај односот што беше пријателски или близок. Тоа беше однос каде што помеѓу соговорниците може да замислите, станува збор за забавни емисии и овие емисии често користат опуштен начин на комуникација, меѓутоа во одредени ситуации токму тој опуштен начин на комуникација допринесуваше до користење на стереотипен или традиционален начин на говор. За разлика од професионалниот, кој што каде што не беа забележани таков тип на јазик. Се анализираше и односот меѓу соговорниците и соговорничките, односно дали постои доминација на мажите и жените во додека дискутираат, дали постои еднаквост и почитување, непријателство и тензија или некаде немаше однос меѓу соговорници и соговорнички. Доминантно, речиси 70% од емисиите користеа еднаквост и почитување, меѓутоа проблематичност во поглед на родовите прашања се јавуваше кај емисиите каде што имаме доминација на мажот или на жената. Овие две табели ја представуваат претпоставената возраст на мажите и на жените што беа прикажани во емисиите. Може да се забележи дека горе-доле нема големи разлики во поглед на возрастите, но сепак се забележува дека мажите се појавуваат како повозрастни, додека во категориите на помлади возрасти, позастапени во одреден степен беа жените. И сега во поглед на квалитативните наоди од анализата, сметам дека всушност целата анализа треба да биде достапна на сајтот на АВМУ. Но нешто го видовме е дека во поглед на анализата на родовите прашања и на начинот на прикажување и представување на жените и мажите во емисиите со забавна функција на националните телевизии,
покажуваат одредени тенденции кои одат во насока на најчесто користење на родово неутрален и родово слеп пристап кон темите. Односот кон темите беше најчесто родово слеп, но честопати се јавуваше и користење на традиционален или однос кој подразбира генерирање на постоечки стереотипи во поглед на родовите улоги. Заклучоците всушност во голема мера се однесуваат на квалитативните индикатори. Се покажа дека родовите прашања и теми не се привлечни при обмислување на забавните емисии, повеќе се инсистираше на сензационалност или на традиционалност. Во емисиите во поглед на целокупната анализа на родовиот дискурс забележуваше на шареноликост, но најчесто дискурсот беше родово слеп или родово неутрален. Во одредени емисии беше забележлив и несензитивен и стереотипен, патриархален, сексистички и објективизирачки дискурс, а како што видовте во 9 од прилозите од овие емисии се користеше и родово сензитивен дискурс. Од анализираниот примерок се покажа дека емисиите кои не беа од македонска продукција, туку беа увезени продукти од странство, како што беше случајот со одредени емисии од Република Србија и Република Турција. Тоа беа емисии во кои преовладуваше стереотипност, објективизирачки и дискриминирачки дискурс во однос на родовите. Повторно сакам да го потенцирам ова, дека еден од позначајните наоди во оваа анализа се однесуваше на односот меѓу соговорниците, односно соговорничките, што беше детектиран како пријателски и близок. Ваквиот однос меѓу соговорниците и соговорничките може да биде позитивен ако изобилува со уважување, почит и еднаквост, но тој може да се јави како однос на блискост, што би била посоодветна во приватните релации на соговорниците и соговорничките. Во пријателскиот однос на блискост се присликуваше говорот што луѓето го користат во приватната сфера и во тие ситуации луѓето не внимаваат во поглед на влијанието на тоа што го говорат. Меѓутоа, бидејќи овој говор се одвива, бидејќи тој говор се одвива во затворен круг, но кога се пресликува тој тип на говор во јавниот говор, односно во медиумите, тогаш одговорноста е поинака. Токму во прилозите, каде што се јавуваше претходно познавање и блискост во комуникацијата, често се генерираше некоректен родов дискурс во форма на стереотипизација на родовите улоги, промовирање на одредени традиционални патриархални норми и вредности, како и објективизирачки дискурс. Иако стануваше збор за емисии со забавна функција, каде се очекуваше придавање поголема важност на физичкиот изглед, во некои емисии, да, навистина беше така, меѓутоа општиот заклучок е дека генерално во овие емисии најчесто не се придава важност на физичкиот изглед на мажите и на жените, доколку тоа не беше релевантно за ситуацијата. Односно, например, доколку не станува збор за емисија од типот на мода, каде што во фокусот е всушност физичкиот изглед. И сега на крајот се и препораките што ги подготвивме за оваа анализа. Тоа е дека подигањето на свесноста кај јавноста во поглед на родовите прашања е клучно во поглед на подобрување на состојбите со еднаквите можности на мажите и жените и промовирањето на родовите права и еднаквост. А телевизиите како аудиовизуелни медиуми имаат најголемо влијание врз јавноста во креирањето на реалноста и општо прифатените вредности и дискурси. И сето ова говори за одговорноста што телевизиите ја имаат кон јавноста и кон општеството. Препораките кои произлегуваат од оваа анализа, а се однесуваат на проактивниот однос и вклученоста на телевизиите во афирмирање на вредностите на еднаквост меѓу мажите и жените, се во насока на зголемување на родовата еднаквост, која воопшто ќе ја подобри и забавната понуда на телевизиите. И на тој начин се конструирани следниве неколку препораки, користење на родова перспектива при обработката на темите, што можат да бидат третирани од родов аспект и кои овозможуваат родово афирмативен пристап. Потоа, во согласност со оваа препорака, и за да се подигне нивото на свесност за значајноста на овие прашања,
Препорачуваме АРМУ да организира обуки за користење на родова перспектива и за подигнување на свесноста за родова сензитивност и родова еднаквост со уредниците и уредничките на телевизиите. Исто така препорачливо е регулаторното тело да организира за секоја телевизија посебно скроени обуки за водителите и водителките на забавните програми за користење на родовата перспектива и за подигнување на свесноста за родова сензитивност и родова еднаквост со цел да се зголемат нивните компетенции. Препорачуваме содржините на овие обуки, како и методите за нивно пренесување, да бидат дизајнирани на начин кој ќе соодветствува на потребите на целната група на која и се наменети. Исто така, поради изоставувањето на маргинализираните групи од содржините на програмите со забавна функција, препорачуваме упатства, односно насоки за уредниците и уредничките на телевизиите за поголема едукација воопшто за маргинализираните групи и нивна инклузија и поголема видливост. И последната препорака е телевизиите да делуваат проактивно преку своите програмски содржини, например во забавните емисии да се воведат содржини со кои би се неутрализирале непосекуваните скриени пораки и стереотипното сексистичко и објективизирачко представување на мажите и жените, особено од емисиите кои доаѓаат од странските продукции. Тоа беше последниот слайд. Некои укажувања што претходно ги имавме дека најмногу стереотипи се забележани во забавните програми. Сакавме тоа прашање да го истражиме. Кога почнавме пред 10 години да ги работиме истражувањата, беа офатени аспектите пред се на информативната програма и рекламирањето, меѓутоа увидовме дека не можеме секоја година да го правиме и да го следиме истото, туку треба поширок спектар на програми да вклучиме. За следната година планираме да направиме, односно за оваа година, истражување на родово базираното насилство, согласно врските што ги имаме и со националната стратегија за елиминирање на родово базирано насилство, односно Истанбулската конвенција. Тоа е така што би имал да кажам. Би ве замолил, доколку имате прашања, да ги поставите до институтот што ја работеше овогодишната анализа. Благодарам уште еднашка на презентацијата. Уште еднашка да повториме, по завршување на јавниот состанок ќе има анализата на нашата веб страница, така да и оние податоци кои што ги запишувавте, ќе можете да ги проверите со податоците од анализата. Сега, како што каже и колегата Богдановски, може да поставите прашања во однос на анализата, но и други прашања кои што се од ваш интерес. Со оглед на фактот дека имаме обврска, правиме записник од јавниот состанок, ќе ве замолам заради записникот секој, иако се знаеме најголемиот дел, се представите пред дискусија или поставување на прашања. Повелете. Благодарам, Огнен Јаневски, телевизија 24. Благодарност за институтот што сте се одважиле за ваков еден дел и област од работата на телевизиите да направите истражување, со оглед на тоа дека и најчесто нивниот досег на влијание е најголем кај популацијата која што треба да ја обучуваме, односно да бидеме проактивни. Бидејќи преку вестите или преку политичките анализи и емисии не допираме до таа популација која што треба да ја освестиме, туку се допира преку забавната. Тоа што мене ме интересира е дали, да речеме, во
наблюдувањето на употребата на родово сензитивниот јазик, внимававте и на изразите кои што немаат свој феминатив во случајот, и дали тоа го земавте предвид и дали тоа влегуваше во анализата, затоа што да речеме вие може да кажете пратеничка министерка, секретарка, амбасадорка, генерална секретарка и слично, но секогаш дали внимавате да речеме дали се употребува жена гинеколог, жена анестезиолог, бидејќи во тој случај и покрај предлозите кои што се даваат за гинекологинка, анестезиологинка, биологинка и слично, се уште не е влезено тоа и не е разгледано. И дали, например, во ова е надвор малку од анализата, разговарате со Институтот за македонски јазик, например, кој што треба да даде предлози за овие феминативи. Тоа е првото. Второто, зошто давате предлог за работа со уредници и обуки со уредници и уреднички на телевизиите, имајќи го наум фактот дека такви обуки со тие сектори во телевизиите се правени со години наназад и тоа не дава резултати очигледно. Предлогот кој што го давате, да речеме, во однос на работа со водителите и водителките ви е одличен и тоа е супер и треба да се направи, особено кога се тие точно скицирани за потребите на конкретната емисија или пак да речеме за програмската и уредувачка политика на конкретната телевизија. Благодарам. Благодарам за поставените прашања. Во поглед на користење на именките машки, женски род или функции, да, тие беа дел од анализата, меѓутоа не беа тука прикажани, бидејќи во одредени емисии се јавуваше, најчесто се користат именки од машки род, ретко се користеше таков сензитивен говор, односно користење на именки од женски род. И тоа беше секако забележано. Другото прашање беше за... Не комунициравме во поглед на оваа анализа, немаме комуникација, односно... Не воопштено дали комуницирате, не за оваа анализа. Или ако не, тогаш би можеле заедно агенцијата и вие како институт, би можеле заедно агенцијата и вие како институт, да речеме, да соработувате и да побарате од Институтот за македонски јазик и од Катедрата за македонски јазик и литература, да ги разгледаат прашањата за вклучување на феминативи во однос на професии кои што немаат свој феминатив. Не се јавуваш. Се исклучи. Меѓутоа не беа вклучени во прилогот тој тип на лица и мисля чини дека имаше уште едно прашање. Значи, сакате да кажете дека вршите истражување и за вклучување на родово флуидни лица исто така? Да. Добро, тоа баш ме интересира да видам дали имате за тоа податок. Во примерокот што го добивме за анализа немаше таков тип на податоци, со еден исклучок во емисијата, тоа беше турска продукција, каде што ја водеа водител и водителка. Водителот имаше карактеристики кои што се типични за женската естетика, меѓутоа сепак немаме доволно информации дали станува збор за небинарно лице. Да, за останатите, оние што беа во македонска продукција, таму беа само мажи и жени. Да, во однос на тоа и тука исто така ќе наидете на пречки на анализирање на родово сензитивниот јазик, а по однос на родово флуидните лица, затоа што тука веќе е сосема друг пристапот, каде што дури и тие кои што работиме во областа, е малку проблематично за начинот на превод на заменките на македонски јазик или на останатите јазици кои што се дел од државата. Другите коментари се однесуваа на препораката за обуки за уредници и уреднички, бидејќи не дадоа многу големи резултати во поглед на тоа, а другото беше пофалба за идејата за водители и водителки. Во поглед на
првата препорака за обука на уредници и уреднички, всушност се сеќавам дека таа препорака беше конструирана заедно во консултација со лицата од АВМУ, затоа што се смета дека уредниците и уредничките се всушност тие што имаат моќта на некој начин во телевизиите за да одлучуваат за одредени работи и заради тоа е важно тие лица да бидат исто така вклучени во овој тип на обуки, иако биле предходно. Со тоа што не сум сигурна дали водителите, односно дали не беа само уреднички и уредници, туку и автори на емисии. Не сум сигурна дали сите тие беа вклучени во предходните обуки што биле организирани. Благодарам. Благодарам за тие што не ме знаат, Зоран Фидановски, член на Советот на АВМУ. Ја би сакал само мало до објаснување на ова што го загатна Огнен Јаневски. Долги години тој работи во медиум, јас имам работено долги години во повеќе медиуми. Околу менките во женски род што не се практикуваат при именување, односно подпишување на гости и така натаму во најразличен тип на емисии. Основниот недостаток е што во секој од тие медиуми недостасува лектор. Да. Значи, ако се исклучи јавниот сервис, програмите на јавниот сервис и порано, каде што ја почнав мојата новинарска кариера на новинското издавачко предпријатие Нова Македонија, која што сега денеска не постои, денеска на ниво на реалитет е редакција која што во својот состав има лектор кој што ќе ги коригира ваквите недостатоци кои што се материјални. Апсолутно, затоа што македонскиот јазик си го има тоа богатство кое што дозволува да биде именувана во женски род, независно дали станува збор за титула и така натаму. Апсолутно се согласувам и ја поддржам идејата за поблиска соработка со Институтот за македонски јазик или институтите за останатите јазици, сите овие недоумици да бидат отстранети и да можеме во иднина на програмите или на сајтовите на порталите на медиумите да имаме што помалку вакви условно речено недоречености, а поврзани со именувањето. Благодарам. Повеле. Само да се надоврзам на ова со родово сензитивниот или несензитивниот јазик. Во изминатите 10 години истото се анализира во секоја од анализите. На почетокот имавме целосно родово неутрален јазик, меѓутоа и повеќе се анализираат тогаш вестите, дневно-информативните емисии и рекламите, меѓутоа дневно-информативните емисии, дури онаму каде што имаше можност за во женски род да бидат употребени, ретко се употребуваше. Во една од последните анализи на повторно на дневно-информативните емисии видовме дека почнува да се користи онаму каде што има можност министарка, пратеничка, значи за функциите на најчесто политичките и државните функции се користи, почнува да се користи, се уште не е тоа забележлива разлика, меѓутоа во нијансите веќе се гледа разлика. Сега во овој случај беа забавни емисии каде што повеќе беа лица од естрадата. Така што мислам и тука има разлика и во содржините, меѓутоа се гледаат одредени трендови, мали промени во трендовите. Некој друг да се јави за дискусија или прашање во однос на анализата или за некој друго прашање? Повелете. Значи, јазикот не е абстракција. Тој кореспондира со реалноста. И јасно е дека сакав да прашам јас колку жени има во Советот. Може би од тука треба да почне работата и во сите уреднички и така натаму, тогаш логично е дека ќе има феминизација и на јазикот. Она што мислам дека е многу важно е токму тоа што го рековте, соработката со уредничките и уредниците. Иначе не знам дали ми е точна мене и представата, ама мислам дека особено во културните емисии доминираат жени
Или знаете зашто ги помнам јас, зашто најдобрите емисии од областа на културата, ајде да бидам малку јас сега родово груба, се жени. Еве некој од нив гледам овде. Најважното е, и го поздравувам и затоа дојдов, што живееме, ако живееме во ера на видеократија, на спектакл демократија, треба и нешто да најдеме тамо добро да го искористиме, за да можеме точно да промовираме родова сензитивност во перцепцијата на нештата. И јас затоа мислам дека во разговорите, во диалозите со уредниците и со уредничките, особено треба да се обрне внимание на отсутството на токму креирање или помагање да се согледа рамноправно статусот, улогата на родово најмаргинализираните категории. Кога имаме средби со представниците на LGBTQ заедницата, токму тоа го забележувам. Ако ние се одважиме, бидеме храбри, кога зборуваме за музика, да кажеме за Фреди Меркјури што е, како е и така натаму, перцепцијата одма ќе се смени. Или кога зборуваме за литературата, па зашто да не е Оскар Вајлд или кој. Едноставно, тоа ќе овозможи во комуникацијата да сватиме, тоа многу пати го повторувам, дека срамота е да има доза на страх и дека кога сте исплашени не можете да бидете креативни. Од исплашена мисла не може да твори. Значи, да не се откажуваме од многу енергија, од креација, од знаење на многу луѓе, и тоа е нешто што треба што почесто да се прави, и затоа јас велам дека реалноста треба да ја менуваме, со реалноста идентификацијата ќе биде нешто што е сосема логично, со жени, со лица од било која сексуална ориентација, дека тоа нема врска со знаењето, со творењето, и напротив дека значи не треба да го оставаме тоа настрана. Сега ова сосема ми е мене очекувано што велите вие во емисиите од забавен карактер. Вистина е страшно она што сте го забележале, дека дури и тамо мажите повеќе зборуваат од жените, нели жените се сликаат, сега да мислите многу често, да речеме, или почесто. Замислете кога сликата е умна и зборува, готово, го менуваме светот. Значи, го поздравувам и затоа дојдов, многу треба да работиме, еве јас во сферата од која што доаѓам, исто така не гледам на телевизиите да се рече, па колку е логично да немало досега жена премиер на влада, председател на собрание, замислете, народна правобранителка, па дури и во најразвиените држави, изразот е омбудсмен, замислете. Зошто омбудсмен? И никогаш не го употребувам, нели омбудспасан, ама нелогични се сите тие состојби и треба да ги менуваме. Значи, го поздравувам, треба да се надоградува, ама може би и вие, како куќа, треба да видите да како ви е составот на Советот, Фидановски. Составот на Советот е родово сензитивен. Да, добро. Ете, од секој да тргне од средината во која што работи, бунтовен да биде тамо, за ние да создадеме еден реален, социјален мозаик. Тоа не смее да има тамо исклучени и вклучени и така натамо. Но тоа за сега не знам, пишував па ќе видам.
Да. А и добро е ова, ми се допаѓа, да, точно е. Кога се забавни емисиите, најприродни се луѓето. Оти обично за политички дебати се подготвуваат, па некогаш и глумат, се преправаат. Ама вака кога вие се забавувате, повеќе сте вие одошто тие и ми се допаѓа тоа што е земено во предвид, бидејќи тогаш сме ние вистинските. И кон надвор исто така, јас се плашам од тој притисок на тие турски серии и така натаму, не заради тоа што доаѓаат од, ама токму заради овој елемент многу присутен е. И има екстреми, не е природно понекогаш тоа што се прикажува како да е родово сензитивно, оти веднаш следната сцена или нешто го негира. Значи, политиката медиумска е многу важна, а вие тука имате една од најважните улоги. Благодарам. Тоа е многу патриархална средина, олицетворена во првиот човек. Ето да ми е задоволство, што овој се завршен на него окупиран аудиториум. Што во големиот дел од телевизиите на државно ниво, на одговорите позиции се не. Да. И тоа стварно мои колешки посетувани, јас стварно тоа ми се стало огромно задоволство. Верувам дека и во другите сфери ќе почнат да владеат жените како што идолите. А за јазикот, само кога рековте, јазикот не само катастрофален е, не лутете ми се на сите телевизии, катастрофален, очигледно нема лектура, неверојатни грешки има. Зашто само една секунда, значи составот на советот е тако како што е, но бројот на раководителки во совет, во агенцијата е драматично поголем во однос на раководители и бројот на вработени жени е далеку поголем од бројот на мажи. Може да приметите во салата најголемиот дел се вработени од агенцијата, доминираат жените, мажите се во малцинство. Значи, така да кажам, имате наша, ако ние гласаме за влада во која нема жени, партијата ни е поважна од другите. А не е тоа логично. Тоа е нешто што мора да се Само да кажам дека ни причинува задоволство што имаме председателката на комисијата, на Собраниската комисија, каде што ние редовно одиме, меѓутоа за прв пат кај нас. Сакав да одговорам само на прашањето околу играната програма. Таа е дел од забавната програма, меѓутоа не беше вклучена овој пат во примерокот. Инаку резултатите веројатно би биле подраматични и би ги имале стереотипите многу повеќе присутни во тој вид на програма. Овој пат беа исклучиво другите видови на забавна програма.
Кога сега ќе раскажите? Да, точно. Дали има некој друг за прашање или дискусија? Не слушнав некој се јави? Имам само дека некој рече. Добро, ако нема, ви благодарам за денешното присуство и се гледаме во следна прилика.